Градоначалникот Максим Димитриевски заедно со министерот за локална самоуправа Горан Милевски и амбасадорката на Швајцарија во Македонија Сибил Зутер Тејада вчера во Бислимска клисура го промовираа проектот Уредување и валоризација на спортско-рекреативниот екоцентар Бислим. Заедничкиот проект за развивање на туризмот во североисточниот регион, за кој беа доделени околу 8 милиони денари, е отпочнат пред година и пол. Со средствата беше набавена различна спортска опрема, појасни Димитриевски. Имаме кајак опрема, опрема за планински велосипедизам, мотокрос опрема, четвороцикли, дополнителна опрема за искачување во планински предели и истата североисточниот плански регион со едногласна одлука на сите градоначалници од регионот ја додели на ЛАК АБЕР 2013 од Куманово, кој што во соработка со друга професионална организација која што се занимава со развој на ваков спорт, веќе отпочнува со имплементација и развој на одредени проекти. Нашата цел како општина е да го искористиме капацитетот на Бислимската клисура за дополнителен развој на туризмот не само во општина Куманово, туку и во регионот. Швајцарската амбасадорка Зутер Тејада, присуствувајќи на свеченото отворање на спортско-рекреативниот екоцентар во Бислимска клисура, изрази задоволство што е дел од партнерството со општината и со Министерството за локална самоуправа. Навистина ми е драго што можевме да придонесеме да се развие оваа дестинација. Исто така би сакала да кажам дека мощно сум задоволна дека во изминатите неколку години соработката со Министерството за локална самоуправа навистина напредна многу и е прекрасно искуство. Особена благодарност на градоначалникот на Куманово Димитриевски што секогаш е подготвен да поддржи вакви иницијативи и е подготвен и понатаму да го продолжува развојот на Бислимска клисура како дестинација. Министерот Милевски информираше дека заедно со швајцарската амбасада набавиле 20 комплетно опремени кајаци кои може да ги користат и лицата со посебни потреби. Набавени се 8 машки и 8 женски велосипеди, 6 електрични велосипеди и 2 мотори со погон на 4 тркала и дополнителна опрема која што ќе се користи за разновидни содржини: велосипедизам, авантуристички туризам, алпинизам, изјави Милевски. Ова неискористен потенцијал за туризмот на целиот североисточен плански регион и особено на Куманово, кои што се носители во овој регион, практично ќе стимулира и нови инвестиции овде и во селото Пчиња, но и пошироко, бидејќи очекуваме навистина туристи не само од нашата држава, туку и од странство, бидејќи го ја збогатуваме понудата за авантуристичкиот туризам со тоа што го реновиравме и го ставаме во функција овај екоцентар Бислим. Целта на проектот Уредување и валоризација на спортско-рекреативниот екоцентар Бислим е да се поттикне социјалната интеграција, инклузивност и отвореност за еднакви можности на децата со физичка попреченост.